пинџури. Најпрво четвртооделенците, заедно со својата наставничка Андријана Маркова, ќе ни остават една многу важна порака. Во продолжение на емисијата ќе погледнеме видеопроект кој за нашата емисија го подготвија учениците од 9-то одделение под менторство на наставничката Милена Златковиќ. Уживајте во прекрасната изведба на една од најубавите македонски песни, која секогаш буди емоции и не потсетува на љубовта кон татковината. Учениците од 7-то одделение на часот по француски јазик ни покажаа дека модата е составен дел од образованието. Ве водиме на час кај наставничката Александра Балкански. најубавиот украс во едно училиште. Ајде сега, јас ќе повикам го на неколку ученика да дојдат и уште еднаш да ми испратат порака за доказство. Ајде да дојдете неколку. Слободно застанете до мене. Испратите ми на порака за доказство. Другарството, пријателството е нашето најголемо богатство. Затоа ние учениците од 4-то А одделение на часот по историја и општество изработивме цвет на пријателството. А со тоа научивме дека единствениот начин да стекнеш пријател е и ти да бидеш пријател. Браво, одлично сте. Ви благодарам многу. Слободно седнете си на местото. Оваа порака беше многу добра и одлична. Ајде сега, за крај, да изработиме уште една активност. Сега сите на мој знак ќе изговориме најважната порака. Зборот другост. Но тоа ќе го направиме на посебен начин. Редица по редица, слог по слог. Првата редица на мој знак ќе го изговори слогот друг. Ајде да пробаме.
Така за југ, Константин Милодин. Орелски крилја как да си метне, и наши стърни да си предаде. На наши места ја да сидам, да видам Стамбул, Кукуш да видам дали сонцето и таму мрачно види како и ваму. Ако како овде сонцето ме стрети, ако пак мрачно сонцето свети, на път далечни ја ќе се стегнам и в други страни ќе си побегнам. Каде сонцето светло обяви, каде небото звезди посвети. Овде е мрачно и мрак ме обвива. Темно мъгла земја покрива. Мразој и снегој и пепелници. Силни ветришќа и вијулици. Около мъгла и мразој земја. А в грди студој и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам мразој да гледам. Дајте ми крилја ја да си метнам. И в наши стрни да си прилетнам. На наши места да си идам. Да видам Охрид. Струга да видам. Тамо зората греи душата. И сонцето светло зајде в гората. Тамо дарбите природна сила со сета раскош ги расурила. Строje заро гледаш белеј. И си од ветер сино темни. Поле погледнеш или планина. Сегде Божава е хубавина. Тамо по срце вкавал да свирам. Сонце да зајде, ја да изборам. Bonjour et bienvenue à notre défilé de mode. C'est notre modèle Снежана. Elle portait un t-shirt blanche, jean bleu et des baskets blanches. C'est notre modèle Rabia. Elle porte un jean bleu et un pull noir et des baskets vertes. Bueno, portait un sweat blanche, un pantalon orange et des baskets blanches. Luis, notre mannequin Anna. Anna porte t-shirt noir, jeans blue et des baskets blanches. Je vous présente le mannequin Mac. Il porte pantalon gris, une chemise colorée, des baskets bleues et des montées. Je vous présente notre modèle Lazo. Il porte une chemise colorée, un t-shirt blanc, un pantalon marron, des baskets beige. Luis Andrea, elle porte un sweatshirt marron et des jeans noirs.
Maron et bottes noires. Teodoro Ponte, t-shirt beige, jeans gris, verde basquete beige et rose. C'est notre modèle Nicolas. Elle porte t-shirt noir, un pantalon noir et des baskets blanches. C'est modèle Martin. Elle porte un bleu blanc, un t-shirt bleu, un pantalon bleu et des baskets blanches. Martin porta un maillot blanc, il porta un jogging nuit et des baskets noires. Gabriel porta un sweat gris, un pantalon noir, des baskets blanches. Linda porte un pantalon noir, un t-shirt bleu et des baskets bleues. Ivona porta un sweat blanche vert, un jean gris et des baskets blanches. Diana porta un sweat blanc, un pantalon gris, des baskets blanches. Diana porta un jean bleu, un sweat bleu et des baskets blanches. Antonia porta un jean bleu, un pull noir et un des baskets blanches. Во рубриката Имам талент ќе запознаеме две талентирани деца кои ја продолжуваат традицијата на својот дедо и со многу љубов и креативност изработуваат керамички фигури. Нивната работа е пример како семејна традиција може да се пренесе од генерација на генерација и да се претвори во уметност што инспирира. Може ли најпрво да не се представите и да ни кажете како започна вашата приказна со керамика? Јас сум Филип Кушев. Јас сум Радица Кушева. Ние сме брат и сестра. Што најмногу ме фасцинира во процесот на изработка на керамички фигури? Најмногу ме радува кога ќе биде готова фигурата. Колку време е потребно за да се направи една фигура од почеток до крај? Една фигура од почеток до крај за да се направи ни треба околу 5 до 10 минути, но за да се исуши целосно и треба околу 3 до 4 часа. Дали имате омилена фигура што сте ја изработиле и зошто токму таа? Мене ми е оваа најомилена фигура, затоа што е многу убава и многу има убава форма. А мене ова ми е најубава фигура, бидејќи многу лесно се вади од кълъпчето и е многу деликатно. Со какви предизвици се соочувате додека работите со керамика? Предизвици додека работиме со керамика ни се
Пребрзо ни се затврснува гипсот и тоа значи дека ние сме ограничени со време и кога ќе ни се подкршат украсите додека ги вадиме од калапчињето. Како изгледа моментот кога ќе завршите едно дело и ќе го видите готово? Ние сме многу задоволни и среќни. Кое е вашето најголемо мечтање поврзано со уметноста и керамиката? Нашето најголемо мечтање поврзано со уметноста и керамиката е да продолжиме оваа традиција со правење на керамички фигури. И нашето име да се слушне надале. Радица и Филип, ви благодариме за учеството и се надеваме дека во иднина ќе оствариме повторна средба. Благодариме. Ви благодарам.